Најновите вести на КИС телевизија започнуваат во овој момент. Ракавици, кеси, селекција, сите во една екоакција е мотото на денешната еколошка акција во Тетово. За време на акцијата на повеќе локации од градот се собра смет кој беше поклонет на така наречената ѓубреџиска свадба која се одржа на Тетовскиот плоштад. На ѓубреџиската свадба која се одржа на Тетовскиот плоштад, брачниот пар стигна со музиката порано од гостите. Велат дека не им требало многу време да се подготват. Венчаницата невестата ја нашла на улица покрај некој контенер. Младоженецот пак рече дека материјалот за неговото одело го собрал попат и веднаш го скроил за негова висина. Оделото е многу скупо. Значи е од Тетово, кога зборам од сите, мислам дека од различни дела. Невестата од каде? Невестата е од Германија. Така. Да. Прифатило на ваков младоженец како тебе? За прв пат, да. Јас сум облечена од ѓубрето кое го собравме. Идејата за оваа ѓубреџиска свадба е да апелираме луѓето повеќе да трошат енергија во зачувување на животната средина, отколку, например, за организирање на една свадба, каде што се троши многу време, пари и енергија. На ѓубреџиската свадба беа поканети сите жители на Тетово. Како што пристигнува, на младоженците им подаруваа кеси со разновиден отпад. Гледате зад вас ѓубрето, тоа е најдоброто што го нуди Тетово во моментов. Така да им сакавме да им кажем благодарам за прекрасните поклони и ете сите сме свесни со што се сочуваме. Ѓубрето кое беше подарено на младоженците беше собрано од невладините организации од повеќе локации од градот. Во рамки на акцијата Ракавици, кеси, селекција, сите во една екоакција. За неполн час велат, секој учесник собрал по една голема кеса со отпад. Ова е доказ дека сметни из градот има премногу и целта е да се влие на еколошката свест, но е журноста на властите околу собирањето и транспортот на отпадот. Сакаме на еден начин да не личиме дека сме собирачи на отпадоци, туку да поттикнеме понатаму тие надлежни институции што треба таа работа да направат да бидат посвесни. На ѓубреџиската свадба беше присутен и директорот на комуналното предпријатие Тетово Џелјал Цека. Вели дека дошол да ја подржи акцијата. За ѓубрето низ градот тврди дека се виновни граѓаните, а не комуналното предпријатие кое според него работи со полн капацитет. И ние сме тука заедно со тие и бараме од невладините организации тие акција да биде не само едногодишно. Ѓубреџиската свадба помина во весела и малку смрдлива атмосфера. По завршувањето на церемонијата, тетовските комуналци ги собраа подароците, кои овој пат завршија на вистинско место, во контенер. Во септември годинава истекува рокот за поднесување барања за материјално обезбедување на стечајните работници. Центарот за вработување Тетово отвори повик за пријавување на невработените лица за обуки за побарувани занимања на пазарот на трудот. Рокот за поднесување барања за материјално обезбедување на стечајните работници истекува во септември годинава. Колку стечајци од Тетовско ќе добијат надомест од 7596 денари месечно до нивно пензионирање или евентуално повторно вработување, се уште е неизвестно. Еден дел од стечајците кои аплицираа пред февруари годинава беа одбиени, но по измените на законските одредби тие го остварија надоместокот. Се уште има работници кои останале без работа поради приватизација на фирмите, но кои не ги исполнуваат условите за материјално обезбедување. Интересот е голем, имаме многу, да кажем, апликанти, секако има многу од оние лица кои што не ги исполнуваат условите, зашто критериумите беа такви какви што беа предвидени во законот, а сите ние сме отворени за соработка, за дообјаснувања. Секако на нашите клиенти дел од законот и не им е јасен, но ние сме тука за да ги објасниме сите критериуми како би можеле активно да се вклучат и да ги искористат можностите што ги дава законот. За сите оние фирми кои што, да кажем, до одреден период од некаде 94-та, 5-та и 6-та година биле 51% во државна собственост, наназад 15 години, со 52 години за жени и 55 години за мажи, старост, можат да аплицираат, ќе видиме системот, значи, што определува кои се добитни или кои се недобитни кандидати. Нормално тоа се критериуми дадени според законот за материјално обезбедување и подобрувањата кои што ги донесоа на ниво на Министерството за труд и социјална политика и самата комисија која што беше активна во тој дел.
Со законот за стечајни работници се предвидува да се опфатат невработени лица на кои им престанал работниот однос во предпријатија со доминантна сопственост на државата после 1 јануари 1995 година, а заклучно со 31 декември 2016 година. Невработено лице може да се стекне со правото доколку било најмалку 15 години во работен однос во предпријатието со доминантна сопственост на државата, а му престанал по основ на стечај, ликвидација или технолошки вишок. Лицето да остварило право на паричен надомест по 1 јануари 1995 година и кое по остварувањето на правото на паричен надомест не било вработено на неопределено време, односно работниот однос не му престанал по негова волја и вина. Инаку Центарот за вработување Тетово отвори и повик за пријавување на невработени лица за обуки за побарувани занимања на пазарот на труд. За лицата кои активно бараат работа е прилика да научат нова вештина со која ќе бидат поконкурентни кај работодавците и побрзо ќе дојдат до вработување. Сите оние во период, значи од 3 до 6 месеци им се овозможува за време на обуката или практичниот дел на наставата и теоретскиот дел да им се во фаза на обуката месечно по 9.000 денари, без услов истите лица да се задржат на работа, секако сите лица кои што ќе ги исполнат условите и критериумите што ги бара работодавачот, овозможено им е и понатаму преку друга мерка да ги комбинираат и да ги вработат директно, значи во правниот субјект. Меѓу останатото, годинава имаме поширок опфат кај обуките за побарување занимања, обуки за основни IT вештини, напредни IT вештини и обуки за странските јазици. Па така имаме по тој основ голем број на апликанти кои што се пријавија, посебно кај побаруваните занимања, а во нашиот регион годинава опфатот кај занимањата беше за лимари, часовничари, значи изработувачи на стари занајати, монистри и така натаму. Исто така имаме изработка на декупажи и во тој дел значи имаме значајно присуство на невработени лица кои што сакаат да ја извршат обуката во нашите простори, а најинтензивни се обуките за часовничари и за лимари, затоа што имаме над 11, односно 12 кандидати во тој дел и сакаат на крајот да излезат, да кажам, со веќе одредено занимање кое што се бара на пазарот на труд. Освен овие занимања, интересни се занимањата како обуките за занимања како напредни IT вештини и основни IT вештини. Тука имаме над 10 кандидати. Секако доколку се формираат групите над 10 лица бидат во групата, а тие ќе се обучуваат кај наш приватен провајдер во општина Тетово, а ако се под 5, мислиме дека во тој дел обуката ќе следат во Скопје. Годинава активните мерки за вработување на невработени лица немаат краен рок на пријавување, туку повиците се отворени се до пополнување на предвидениот број на кандидати. Полицијата регистрираше уште една тешка кражба во верски објект, овој пат ограбена црквата на православните гробишта во Тетово. Уште една кражба во верски објект регистрираше полицијата. Овој пат била ограбена црквата Свети Великомаченик Димитрие на улицата Гоце Делчев, односно на православните гробишта во Тетово. Според податоците на Министерството за внатрешни работи, тешката кражба се случила ноќта помеѓу 10 и 11 мај, кога непознати сторители со употреба на сила ја отвориле влезната врата, влегле внатре и одзеле околу 2000 денари, пошто побегнале во непознат правец. Се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителите и за целосно расчистување на случајот, информираат од МВР. Претходно се случија уште 2 кражби. Ноќта помеѓу вторникот и средата се случија кражби во црквите во тетовските села Копанце во општина Јагуновце и Радиовце во општина Брвеница. Во црквата Свети Никола во Копанце засега непознатите сторители одзеле околу 1500 денари, додека во црквата Свети Атанасија во тетовското село Радиовце кратците одзеле од 500 до 1000 денари во разни апоени. Културно-уметничкото друштво Извор од Јагуновце синоќа го одржи својот 13-ти традиционален концерт. Во продолжение минути за нивните сплетови на кореографски постановки, народни песни и изворни ора.
Полна сала, силни аплаузи, весели играорци. Културно-уметничкото друштво Извор од Јегуновце синоќа го одржа својот годишен концерт по 13-ти пат. На него членовите уште еднаш целосно го задржаа вниманието на публиката со сплетови на кореографски постановки, народни песни и изворни ора. Веќе традиционално по 13-ти пат Кут Извор Јегуновце во Центарот за култура Илјо Антевски смок во Тетово. Како и секоја година, така и оваа година направивме еден сплет на повеќе кореографски постановки, сплет на народни песни и неколку изворни ора. Публиката ќе окажа својата аплаузите, кажуваат дека навистина вечерта беше како и секоја до сега, успешна. Децата, членовите на Кут Извор Јегуновце на секогаш, како и секогаш на достоинствен начин ја представија богатата културна фолклорна традиција од цела Македонија. На вечерашниот концерт имавме кореографски постановки, слободно кажам, од исток до запад, од староградски до изворни ора, народни песни и прекрасни изведби. Се надевам дека и до година ќе се видиме на истово место по 14-ти пат кога го држиме годишниот концерт на Кут Извор Јегуновце. Како нов председател на ова веќе прочувено надалеку културно-уметничко друштво, гор сум што сум еве член и со вака познат кореограф. Гордо се да се работи со нив. Еве видовте на сцената, децава ми даваат уште поголем мотив да продолжиме со уште поуспешна работа понатака. Дел од концертот беше и веќе познатото музичко име Даниел Тушев. Инаку културно-уметничкото друштво Извор од Јегуновце во изминатите 13 години има настапувано во многу градови во Македонија и надвор од неа и секаде успешно ја презентира македонската фолклорна традиција и култура. Меѓу земјите каде културно-уметничкото друштво Извор гостувало се Србија, Бугарија, Хрватска, Црнагора, Босна, Турција, Полска. Од Сдруженијето за оваа година најавуваат повеќе меѓународни гостувања кои ќе бидат подпомогнати од општина Јегуновце. Детскиот ансамбл ги очекува патување во Србија на познат детски фестивал, а во август младинскиот ансамбл ќе биде дел од голема турнија во Бугарија, Турција и Грција на познати фестивали. Неодамна од печат излезе збирката раскази Чист хероин од младиот гостиварски автор Дејан Крстески. Ова е трета негова книга, е во издание на ПВН публикации. Збирката раскази Чист хероин е најновото книжевно дело на гостиварецот Дејан Крстески, кое неодамна излезе од печат во издание на ПНВ публикации. Ова е трета книга на Крстески, кој досега ги има објавено збирката раскази Поглед кон небото и збирката поезија Луѓе без лице. Крстески открива дека расказите кои се дел од новата книга ги пишувал во период од неколку години, а за тоа што го создава вели дека е длабоко и искрено. За нас во долго време размислувавме со уредникот, имавме повеќе опции, но сметавме дека ова е најдобра провокација за читачката публика. Секако дека нема никаква поврзаност со наркотични средства и нелегални субстанции. Офаќа една широка тематика. Темите, јас никогаш не тргам по темите ме наоѓаат мене, јас само ги ставам на хартија. Секој расказ е посебна димензија, но сите тие раскази се меѓусебно поврзани, затоа што сите во глобала обработуваат темата за идентитетот на човекот.
Затоа можам да нагласам дека ова е едно универзално четиво кое што можам да го препорачам на сите читатели. На прашањето каде ги наоѓа ликовите за кои што пишува, дали повеќе во себе или околу себе, авторот вели дека секој лик што го создава носи дел од него, но и од секој човек кој на било кој начин пристапил во неговиот фокус. Создавањето на еден лик е опасна работа, бидејќи никогаш не можеме да претпоставиме каде истиот процес може да заврши, вели Крстески. Сите ликови, не само во оваа книга, туку и во моите претходни книги, носат дел од мене. Секој лик од книгата сум јас и луѓето кои што биле на овој или на оној начин во мојот живот присутни. Интересен односот на авторот кон своите ликови, затоа што тој ги создава, живее со нив, работи со нив и никогаш не може да знае таквиот однос во што ќе се развие. Збирката раскази Чист хероин беше представена пред читателската публика на саемот на книга во Скопје, а кон крајот на месецот ќе ја доживее и својата официјална промоција. Дејан Крстески е роден 1986 година. Дипломирал македонски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет и психологија на Филозофскиот факултет во Скопје. Освен со пишување, се занимава со сликање и со фотографија. Времето денес беше сончево со умерена облачност, а попладне со услови за повремен локален дожд и ретки грмежи. Минималната температура се движеше од 6 до 13, а максималната од 20 до 28 степени Целзиусови. УВ индексот изнесуваше 7. Периодот на променливо облачно време со повремени врнежи од дожд и појава на грмежи ќе продолжи во наредните денови, па утре ќе имаме променливо облачно време со повремени врнежи од дожд, особено попладне. Минималната температура ќе се движи од 5 до 15 степени, а максималната од 18 до 26 степени Целзиусови. УВ индексот ќе изнесува 6. Благодарам што бевте дел од најновото издание на регионалните вести. Имајте убав остаток од викендот. Пријатно.